Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Денеска ќе биде појаснето каква е улогата на физикалната терапија во спречувањето и лекувањето на остеопорозата, хронична болест која влијае врз густината и цврстината на коските. Остеопорозата ја нарекуваат и тивка епидемија, бидејќи не дава никакви симптоми се до појавата на скршениците. Какви вежби во склоп на физикалната терапија се препорачува кај пациентите кои што имаат ваков проблем? Дали со редовно вежбање, зголемување на мускулната маса можеме да спречиме појава на остеопороза? Имаме навистина многу прашања кои што ќе ги упатиме на професор доктор Валентина Коевска, физијатар од Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа почнуваме со разговорот во студиото. За улогата на физикалната терапија во превенцијата и лекувањето на остеопорозата денеска зборуваме со професор доктор Валентина Коевска, физијатар од Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација. Професорке, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, ви благодарам многу за поканата. Вела дека секој од нас може да добие остеопороза, ризик фактор е возраста, но исто така се зголемува ризикот доколку имаме семејна историја на болест, односно ако некој во семејството ја имал болеста. Но сепак велат, жените многу почесто страдаат од остеопороза во споредба со мажите. Зошто? Така е, на секоја четврта, пета жена еден маж има остеопороза. Тоа се должи на женскиот хормон на естрогенот. Жената во периодот на менопауза и се намалува естрогенот, а тој има влијание на метаболната функција на коската. Односно, со падот на естрогенот се зголемува активноста на клетките кои што ја разградуваат коската и се продолжува нивниот животен век, а од друга страна пак се намалува продукцијата на остеобластите и нивниот живот, како и животот на остеоцитите. Како резултат на тоа, коската станува фрагилна и склона кон фрактури. А дали телесната маса, односно ниската телесна тежина и малата мускулна маса исто така може да бидат ризик фактор за појава на остеопороза? Да, секако може да бидат, освен нели правилната исхрана, доколку ние ја спроведуваме правилно, не внесуваме доволно нели калциум, Д, витамин, намалената физичка активност и така натаму, секако дека и малата мускулна маса е еден од ризик факторите кои придонесува за остеопорозата, во смисол на тоа што мускулите се неопходни нели за да се одржуваат, за да имаме добра мускулна снага. Благодарение на тоа се јавува нели на кај таа мускулна маса намалена мускулна снага и склоност за пад и фрактура. И сега ниската телесна тежина е поврзана со ниска мускулна маса. И нормално во тој случај помалку се агилни пациентите склони кон фрактура. Интересно е тоа што над 65 години човекот без оглед дали се работи за пол маж или жена, губи мускулна маса. Тоа е еден природен процес. Дури 8 до 27% губиме мускулна маса. Затоа е неопходно со возраста да практикуваме физичка активност и да вежбаме. Односно, тие навики треба да ги составиме уште во младост. Значи, по 64-та рекавте година? Да, по на 65 години, значи, луѓето губат се многу. Да, и тука веќе мора да се интервенира, бидејќи доаѓа до... Веќе е, да кажам, треба навремено, ова е веќе доцна. Да, тоа е еден природен процес веќе. Тоа намалена мускулна маса природно се случува, се заместува со масно ткиво. Тој процес се нарекува како саркопенија и сите одиме натаму со возраст. Значи, како што се губи квалитет на коската, станува нели кршлива и склона кон фрактури, така ја губиме и мускулната маса. Значи, многу често луѓето со остеопороза имаат и намалена мускулна маса. А за да се детектира на време остеопорозата, треба ли да се прават така наречени скрининзи за остеопороза и што тие вклучуваат? Практично тоа е она што ние најмногу можеме да го направиме. Значи, на време да го диагностицираме нели пациентите. Тоа значи, доколку има некоја фамилиарна склоност, веќе треба некој потенцијал, затоа што коската 80% е генски детерминирана. Ние носиме таа порака. Доколку има во фамилија, треба многу порано да се направи дексадензинометрија, а не да се чека да иде конкретно ако станува за женскиот пол за жената, да биде во менопауза. Значи треба навремено, во период на перименопауза, па и порано.
Што значи тоа, на која возраст? 40 Па еве на да кажеме, години, тука? зависи од репродуктивниот, нели со падот на естрогените се намалува таа репродуктивната период на жената. И секој некој се случува тоа на 50 години, кај некој на 45 години, кај некој на 52 години. Значи, Денешно се јават промените треба треба да се направи еден превентивен и преглед. доколку постои нели некоја генска предиспозиција, кога зборуваме за примернатоство, нели. Меѓутоа без оглед на тоа нели она може и како секундарна да се јави во склоп на многу други заболувања. Доколку немаме семејна историја на болеста, тогаш кога првиот преглед би требало да биде изведен? Во перименопауз. Кај жената, А кај мажите? кај мажите обично малку покасно го правиме тој скрининг, може би треба и кај нив тука некаде во истиот тој период кога се очекува 50-55 години и кај мажите да се прави, меѓутоа многу поретко ја детектираме кај нив. Значи али сепак треба да се прави. Доколку има семејна. Какви вежби препорачувате за да се превенира остеопорозата? Која група на мускули би требало да ги зацврстиме за да го спречиме овој проблем? Видете, за превенција и за лекување на остеопороза, Интернационалното здружение за остеопороза препорачува два типа на вежби. Тоа се антигравитациони вежби и вежби со отпор. Меѓутоа ги и сите принципи да се практикуваат на физичка активност, како што се движења, да речеме во домаќинството, во градинарството и така натаму, активности од секојдневниот живот, се она што може да придонесе за добра коскена густина, квалитетна значи коска. Така да постојат тие две групи на вежби, како што се антигравитациони вежби, ги има и со висок и со низок импакт. И сега со висок импакт тоа ви се значи џогирање, пешачење, планинарење пред се, значи не пешачење на рамно, тоа веќе би било, тоа е веќе низок нели импакт. Значи треба качување, симнување по скали. Коската едноставно треба нели во вежбата антигравитациона да трпи стрес за да биде со висок импакт. И сега има и вежби со низок импакт, тоа би се пешачењето. И сега пливањето и така натаму. А пешачењето може да придонесе за добра квалитетна коска на долните екстремитети, додека пак што се однесува до пливањето, тука нема никој посебен резултат во однос на коскената густина. Пливањето не придонесува за зголемување на коскена густина, бидејќи некако сметаме дека тоа е најдобар тип на физичка активност, сите мускули ги активира на телото. Точно, меѓутоа се наоѓаме во бестежинска состојба, а коската треба да трпи стрес. Значи вежбите на суво се подобри? Па не, вежби и во водена средина може да бидат и вежби против отпор. Значи, што е интересно? Во водата е точно дека ни олеснува да се движиме, меѓутоа кога водата си има своји карактеристики, значи своја вискозност, густина, понатаму висината на водениот столб, значи сето тоа придонесува да ние кога ја правиме вежбата во вода биде вежба со отпор. Колку е подлабока водата, полесно е движењето. Колку е поплитко е потешко. Затоа се препорачува ако може пешачење во вода, или да трча пациентот во вода, затоа што на тој начин прави вежба во вода, меѓутоа против отпор. Така да тоа е многу интересно да се познаваат кои вежбите, да речеме како пливање, што е многу значено пак за кардиоваскуларниот систем и за квалитетни мускули. Значи трофиката и тонусот и снагата може и со пливањето да придонесе, меѓутоа не влијае на коската. Тоа е само разликата. А не дека не ги препорачуваме, да. Може и тоа да се препорача. Сепак, морската вода, ако земеме во предвид, нели, она си има своји бенефити, нели, на сонце сме, сонцето ултравиолетот е битен за конверзија, да, активна форма која што придонесува нели за ресорбција на калциум. Така да водата и со својот состав минерален е многу битно. Имате јод во водата, магнезиум, калциум, хлор, сито тоа е многу значајно за коската. Исто и бањата, банското лекување и минералниот состав на водата си има свој предности. А топлите води многу често знаат да отидат пациенти во топли бањи, велат ми годи тоа. Да. Сега во однос на остеопорозата, дали има бенефит? Видете вака, има бенефит кај остеопорозата, меѓутоа не треба бањата да биде многу толку топла, да кажам. Знаете, повеќе ревматските заболувања, дегенеративниот ревматизам годи топла вода. И сега за обично пациентите со, мислам, популацијата во главном со возраст, освен што е остеопороза, ги има и тие потешкоти. Нели, сепак дегенеративниот ревматизам е заболување кој што оди со возраста, коските старијат. Така да ќе им води топла вода, меѓутоа кога се вежба
во бања, тоа е тоа. Значи, треба да се оди во бања и да се вежба, а не да се седи пасивно во водата. Да, така, вежбањето бара поладна вода, значи не бара толку топла вода. Сепак да биде некаде околу пријатна од 33 до 35 степени, затоа што со самото вежбање и се загрева. Нели пациент, затоа кога се вежба вода, водата не треба да биде толку топла. Што е со пешачењето на рамен терен? Така. Кому препорачувате? Дали на лицата што имаат веќе остеопороза или пак од некои што се здрави па сакаат да превенираат? Дали со најобично пешачење од 20-30 минути на ден би постигнале нешто? Вака, пешачењето е значајно секако и за превенција и за лекување на остеопорозата, тоа искуството го има покажано. Значи има многу студии направено каде што пациенти кои што редовно пешачеле имале поквалитетна коска од оние кои што не пешачеле. Значи сепак има своји бенефити пешачењето. Особено нели зборуваме за долгата коска на вратот на фемурот, кај што најчесто се случува нели компликацијата на остеопорозата кај повозрасната популација. Да, се препорачува, меѓутоа треба да се знае колку долго и колку би требало да се пешаче, сега тука влијаат повеќе фактори. Ако зборуваме за превенција, минимум, значи зборувам за минимум, не за максимум, барем 1 час на ден. Секој ден. Барем 1 час. Да, значи, превентивно, 20-30 минути минути, тоа е веќе кога зборуваме, значи вака во стручната литературата се стои веќе кога се работи за пациент кој што има и коморбидитет. Значи треба да го некој дополнителен проблем здравствен. Ете така, дополнително обично нели пациентите си имаат коморбидитети, покачен крвен притисок, нели дијабет и така натаму. Хронични болести, хронични, да. И тие влијаат на таа програма која што треба ние нели да ја направиме кај пациентот протокол за да он ја почитува и на некој начин и ја превенира, меѓутоа и ја третира остеопорозата. И затоа велиме кај повозрасна популација со коморбидитети барем минимум 40 минути на ден да пешачат. Че потребна е таа физичка активност, меѓутоа пешачење да, добре е за и мускулатурата на долните екстремитети, меѓутоа многу се битни и вежбите, морам да кажам. Какви вежби советувате, бидејќи можеме да прочитаме вежби со тегови? Така. И сега јас вака малку би направила една мала дигресија за да објаснам која е целта практично на физикалната терапија, па од тука ќе произлезат кои вежби ние ќе можеме да. Значи целта ни е нас кога го лекуваме пациентот или превенција или кога го советуваме за остеопороза, потребно е целта ни е да одржуваме и нели подобриме коскената густина. Второ да му ја намалиме болката, зашто знае кај добар дел од пациентите да имаат и болка. Трето, да подобриме практично мускулатурата, значи незината трофика, тонус, снагата на мускулатурата, меѓутоа и незината координација. Ќе кажам, нели зошто? После и како трето, со сето тоа да го превенираме падот и нормално да го подобриме квалитетот на живот. И сега, кога зборуваме за вежбите, нели конкретно, ако сакаме ние не само да одржиме или да подобриме, секако треба да препишеме и да препорачаме вежби со отпор. Тоа значи со текчење. Сега кога се работи за превенција и кај помлади луѓе, тогаш веќе се можат, доколку стекнале порано навика во животот, тоа е веќе околу 30-тите години, теретаната секако најмногу ќе помогне. Тука ви имате оптеретување повеќе од 5 килограми. Вкупно горни екстремитети кога зборам, или за долните, или по 5 килограми во еден екстремитет, значи, па и повеќе ако може. Коската мора да трпи стрес за да ја одржи својата густина или ако сакаме и да подобри. Значи на местото каде што трпи стрес, таму се зголемува густината. Доколку не трпи, ќе се случи обратен процес. Обратен процес ќе осламне, да, едноставно ќе нели со годините влегуваме во она сенилна остеопороза, знаете, сепак на одредена возраст ние не можеме пациентот да кажеме веќе кога има над 72 години, 75, тоа е веќе и состојба на коската, знаете. Значи целта ние секогаш да превенираме и на време да делуваме. А што е со лицата кои што никогаш не вежбале, ве споменавте, некои имаат навик од 30-тите години, одат редовно во теретана, работат со тежина. Дали некој на 45, на 50 години може да започне со ваква програма? Видете, над 40 години веќе е касно да одите во теретана, барем според моето искуство и размислување, затоа што после ни доаѓаат нели пациенти со други проблеми. Сепак треба на време некои работи да се направат. Значи тие со ние 20% што велиме за квалитетот на коската, начинот на живот. Значи не треба ние да го почнеме на 50 години, мада никогаш не е касно да створиме навики и да вежбаме. Има избор.
Значи има вежби кои што ги правиме во растеритна положба, каде што не е нели многу оптеретено телото во смисол нели да ќе си го загрозиме здравието. А од друга страна, никогаш не треба пак да се откажуваме, така ли? Значи секогаш треба да се направи напор за да на пациентот врз основа нели на неговите физички карактеристики и здравствена состојба му составиме еден протокол на вежби. Значи има и алтернатива на тие вежби. Да, има. Така да, конкретно, да речеме, кога се работи за повозрастна популација, освен што ќе дадеме нели вежби за горни и за долни екстремитети, ние секако мораме да дадеме вежби за координација, за балансирано за рамнотежа. Какви така. се тие вежби? Тие се многу едноставни вежби, ги препорачуваме пациентите да ги прават 10 до 15 минути секој ден, дури може и 2 пати на ден и 3 пати е пожелно. Во почетокот нели додека се навикне ги прави еднаш до 2 пати дневно. Тоа се едноставни вежби каде што пациентот може да ги прави. Можеме да видиме делото. Да. Делото би замолила и друг слайд, значи каде што пациентот е во растеритна положба. Значи пред малку што зборувавме за ова се вежби со отпор. Со отпор. Меѓутоа гледате ова е интересно што вежбите ги прави во растеритна положба. Пациентките ги прават во лежачка. Значи лежат растерите на рбетот. Затоа што нели тука најчесто и се случуваат првите проблеми. Или пак или на медицинска топка, каде што вежбаат и вежби со отпор, меѓутоа и вежби за координација на топка. Нели мора да балансираат, да одржуваат цело време да бидат во таа положба. Тогаш се активни сите мускули. Тоа ви се активни се мускулите на грбот, активни се мускулите на градниот кош, стомачната мускулатура, карличното дно. Значи сите тие мускули многу ни се значајни. Пред се затоа што кај пациент со остеопороза засигнате нели делото трупот, се јавуваат деформитети како кифосколиоза или рбетот се искривува во две рамнини. Така да сепак треба овие мускули да се вежбаат за да се добро се одржува рбетот, колку толку се задржи неговата физиолошка кривина. Значи може и на столче да се направат. Може на столче да се направат со помош или на медицинска топка, еве вежба за координација, одлична и баланс, стаднувањето и седнувањето од столче е многу битно кај повозрастната популација. Оваа вежба ги јакне и мускулите на квадрицепсот. Значи, ни овозможува да се исправиме. Квадрицепсот, зошто е битен како мускул? Тоа е мускулот на надколеницата. Затоа сме постабилни. Значи, нема пациентот да падне на страна како свеќа. Ако има слаби мускули, ќе падне директно на колк. Вака колку толку му дава заштита. Затоа се неопходни нели овие вежби, ги превенираме фрактурите. Еве на горната слика лево и тука имаме вежба за координација, баланс на една нога. Па сега исто така со медицинската топка, еластичната трака, доле сликата. Гледате десно долу на платформа каде што вибрира со помош на физиотерапевт, да, може да ги активира. На нерамна површина и кога се одржува рамнотежа. Кога се активни сите мускули на долните екстремитети и мускулите на трупот, па дури гледате и на раце. Но сепак мора со помош на физиотерапевт. Да, сите вежби во почетокот е најдобро да си ги научи пациентот во специјализиран установ, за да ги прави правилно. Практично он ќе се обучи, ќе се едуцира и ќе знае понатаму во домашни услови како да ги спроведува понатаму вежбите и колку време ќе почне. Значи овие се всушност вежби за рамнотежа? Да, вежби за рамнотежа, координација и баланс, значи тука и она што е многу битно преку овие вежби се превенира падот. Токму тоа, што е многу важно. Што е многу важно за да не се здобија нели со фрактура пациентот. И ако тргнеме од фактот дека повозрастните пациенти земаат и многу медикаментозна терапија, која што секако им влијае на нели нивната, да кажам, агилност, нели ги поуспорени се што е нормално, така да овие вежби секој пациент на 65 години, значи и да нема остеопороза е добро да ги прави. Тоа сакам да. Но а што е со овие вежби? На овој начин претпоставам дека грбната мускулатура се Ова е за грбната мускулатура, овие се вежби за рбетот, меѓутоа и за екстензорите може на колку да биде. Практично тоа се мускули кои што го одржат рбетот. Покажаме кај истражувањата покажала дека доколку има пациентка добри извежбани екстензори на рбетот, има помала веројатност да се здобие со компресивни фрактури. Таа веројатност дури е за 50. Какви се тие компресивни фрактури? Тие се оние фрактури што се случуваат на пршлените.
Аха, значи микрофрактури. Да, микрофрактури на пршлените, затоа што како последица на остеопороза. Да, и тие обично се во торакалниот дел. Најчесто таму се случуваат, во градниот дел. Да. Тука се случува на обично 8-миот, 9-тиот пршлен, 7-миот пршлен, потоа првиот лумбален пршлен. И затоа се тие вежби строго насочени кон тој дел на рбетот. Значи, екстензорите се тие кои што го држат рбетот и затоа треба да бидат јаки за да се превенираат овие потешкоти и многу е битно и за намалување понатаму и на болката. Знаете, пациенти кои што редовно вежбаат барем 2 месеци, 2,5-3, полека се намалуваат и исчезнуваат симптомот како болка. Споминавте редовно вежбање, што значи редовно вежбање секојдневно? Па видете вака, значи 3 минимум, 3 пати неделно. 4 идеално, а 5 одлично. Значи барем преку еден ден пациентот да вежба 45 до 50 минути и комбинирано нели со секојдневно пешачење е пожелно. И на тоа значи пешачење. Пешачење. Никако да не се исклучи пешачењето. Никако, затоа што многу ни е битен нели феморот, односно долниот екстремитет. Професор, кај што е со нешто имаат микрофрактури на коските, може да вежбаат со вакво темпо? Видете, секогаш се почнува од поедноставни до посложени вежби. Секогаш почнуваме со пократко време, 5 минути ако треба 10, па после го продолжуваме времето. За да нема и монотонија кај пациентот, а да види дека он може нешто да направи за себе. Значи, тоа е многу битно. Инаку, овдека интересно да се покажува, да. Значи, ова е да види, да кажам, што може... Вежбање, да, и кој што се покажало дека е многу дава резултати и пожелно, тоа е нели јогата, пилатесот и тајчи, истокот е многу интересно. Начинот на живот таму нели од најмлад се почнува со овој вид на вежби и затоа многу поретко имаат фрактури на колкот жените на истокот. Па и мажите токму ради тоа што имаат одлични мускули на долните екстремитети. Тука има спори движења, да, балансирање спори движења, квалитетни движења кои што се значени не само за мускулатурата, меѓутоа си има ефекти на коската. Јогата исто така многу се препорачува и пилатесот затоа што тие се вежби во растеретна положба, во лежечка положба, во седечка, меѓутоа има нели повисоки нивоа каде што пациентот стои. Меѓутоа тие вежби се како за координација и баланс, така да се одлични доколку пациентот почне барем на почетокот 20 минути, понатака да го зголемува време траењето барем 30 до 40 минути да вежба. На било која возраст може ова да се работи, така? Бидејќи повозрастните ќе речат каде сега јас ќе се запишам да вежбам пилатес или јога. Имаат предрасуди во однос на... Па видете, ние во нашата установа веќе десетина години, па и повеќе на нас, имаме воведени, значи вежби за остеопороз. Проценка правиме индивидуално и на секоја нели пациент му се препорачуваат соодветни вежби кои во почетокот ги изведува 10-20 минути, па и подолга. Сега, ако има болка, тоа е веќе знак прашање. Вие не можете веднаш пациентот да му дадете програм на вежби. Он нема да може да го совлада, нема ни да соработува. И ќе се откаже. И ќе се откаже и не сме направиле или ништо, не сме му помогнала. Затоа во почетокот комбинираме со аналгетски процедури. Тоа се дел од физикалната терапија, тоа се електопроцедурите кои ги даваме за болка. Верувам дел од слушателите имаат искуство со тие електропроцедури, така да први ние намалуваме болката и после тоа комбинираме со во почетокот со вежби ги викаме како изометрички, каде што немаме движење во сегментот, него ги вежбаме само големите мускули, кои што нели на народски да го објаснам, значи се стега и со релаксира, опушта мускулот квалитетно. Значи, да го повтори тоа во почеток 5, па потоа зголемимо 8 до 10 пати. И сето тоа за 2-3 недели треба да даде резултат. Меѓутоа, кај онаму кај што веќе имаме нели фрактури, ако се работи за ребетниот столб, во тој случај на пациентот му се препорачува и ортопедско помагало. Тоа се тие тораколумбални корсети кои ги даваме и ги препишуваме кога има јака болка пациентот за да го растеретиме ребетот.
Што друго препорачувате во рамките на физикалната терапија во процесот на ослободување на болката на локално ниво? Така. Дали понекогаш масажите со студени облоги ви дале резултат? Да, како што ја нарекуваме криомасажата, да. Во акутниот период, кога пациентот има акутна болка, тоа се случува кога нели се тие фрактури. Обично е тоа драматично болно за пациентот. Му се препорачува медикаментозна терапија, која што и може да се комбинира со физикална терапија, че локално криомасажа секако, понатака да биде нели во растеритна положено се помогне со некој тораколумбален или корсет. И секако може да дојде, значи, во оној, да кажам, субакутен период, да прима и електропроцедура која што ќе му ја намали болката. Терапијата со на магнет? дејство, молам? Терапијата со магнет? Помага и она е предноста е што е термичка процедура, затоа што не е пожелно загревање кога пациентот нели има акутна болка. Топлите облоги уште повеќе може да го потенцираат воспалението и ја зголемуваат болката. Затоа се препорачува значи ладни облоги и нели спомнав електропроцедурите, со тоа што они ги дразнат периферни, мислам кој е принципот на дејство, можеби нели сакаат да се појасни, да, зашто дел нели се двоумат зашто и да дојдат физикална терапија и се плашат дел од пациентите. Да не се влоши велат. Да, да не се влоши состојбата. Така да они практично ги дразнат периферните рецептори и овозможуваат да се блокира импулсот за болка на ниво на рбетот, за да тоа доживување патува до централниот нервен систем и пациентот не ја доживува болката. Значи, ние го блокираме импулсот за болка да се принесе до чувството до пациентот, до централниот нервен систем и со текот на времето, нели, болката исчезва. Тоа е принципот на дејство на поголемиот дел од електропроцедурите. Ме прашавте за магнетот. Нели, тоа е предноста, реков дека е термичка процедура, меѓутоа, освен што действува аналгетски, магнетот има стимулативно дејство на коската. Значи, ја подобрува остеогенезата. Значи, ја зголемува продукцијата на остеобластите, така да искуствата и многу истражувања покажале дека магнетната терапија да го прави тоа. И треба да се препорачува, особено кај пациенти што имаат остеопороз. Да ги поканиме професорки и гледачите да се вклучат во денешната емисија. Со задоволство. Имаме уште 20 минути до крајот на денешното издание на Телма Амбуланта, сосема соодветно и за ваши кратки, јасни, концизни прашања. Професор доктор Валентина Коевска, физијатар, ќе даде појаснувања на сите ваши дилеми поврзани со темата на која што денеска зборуваме. Дали е важно начинот на кој што седат пациентите кои што имаат остеопороза, за да се спречат проблеми? Што советувате? Значи, правилното седење, се разбира, е соодветно, значи треба пациентот да биде исправен кога седи со цел да ги задржи физиолошките, вака ви одлично, да, прикажано, значи, во однос, значи, нозете да бидат флектирани, околу 90 степени, 80-90, значи колку може, и трупот во однос нели на крлицата и нели надколеницата да биде некаде 80-90 степени и секако рамениците исправени. Значи правилниот став и држање. Важно какво е столчето? Важно е. Значи столицата секако треба да биде соодветна, да ги прати физиолошките кривини, за да нели понатаму ги тонира практично сите градни мускули, ќе бидат со добар тонус и добро ќе го држат правилно рбетот. Покрај физикалната терапија кај пациентите со остеопороза, дали е неопходна медикаментозна терапија? Дали само со физикална терапија може да се постигне подобрување? Бидејќи и тука постојат дилеми, дали да земат медикаментозна терапија? Да, тие дилеми секогаш и порано постојат и сега. Меѓутоа, сепак најдобар резултат во лекување значи, на остеопорозата дава комбинирање на медикаментозната терапија со физикалната терапија. Значи, на тој начин ние комплетно сме го збринале пациентот. Затоа што пациентите нели едноставно се доаѓаат кај нас најчесто кога имаат болка. Кога имаат проблем. Кога има проблем, да. И тоа значи веќе имаат фрактура? Да. Не мора да значи затоа треба да се направат соодветни исследувања во секој случај, затоа што причината за болката не мора да биде само фрактурата, нели? Обично постои ради појавата на деформитетот на рбетниот столб, нели?
нарушената кривина, сето тоа доведува нели до компресија на меките ткива, исто така има нели нерви, сето тоа ќе побуди кај пациентот појава на болка, нели дегенеративниот ревматизам вообичаен за возрастот ќе доведе до болка, затоа што во најголем број на случаи остеопорозата не боли. Она која ќе даде некој проблем, како што е болката, тогаш нели пациентот зема медикаментозна, ги почнува исследувањата. Така натаму, она што е многу битно, барем кај нас која ќе дојде кај физијатер од исследувања, да направи нели дензитометрија, која што и во нашата институција ние ја правиме, на една обична рентген слика, затоа што тука практично ние ќе го видиме проблемот дали има или не. Скршеница? Да, компресивни, и тоа да биде фатен турако лумбалниот дел од дрбетот, Овој дел, овој дел од така, градниот дел. градниот дел. Да, и коскена минерална густина ја проценуваме нели со дензитометријата, така да во тој случај веќе и нормално соодветни лабораториски анализи. Имаме гледачи кои што очекуваат да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас, до докторката. Вака, јас сум пациентка на 34 годишна возраст. Веќе една година како сум во вештачки климакс, односно бев оперирана од канцер на дојка и канцерот беше зависен од естроген и мораше да се прекине циклусот. Така. Сега, значи јас сум физички активна, вежбам, дали тоа е орбитрек вртам, дали аеробик, примам суплименти, D-витамин, магнезиум, калциум, се тоа, но меѓутоа во последните месец дни имам преголема болка во колената. Први се јави во едното колено, сега моментално и во другото. Предниот дел и задниот дел. Бев на ортопед, ехо преглед е направен, нема никакви ништо не се случува, не се е во ред. И Но ви имате болка и понатаму. Да, болката си е постојана. Ортопедот ми сугерира на инекции од хиалурон. Да, за раскавицата. Директно валјда се боцка во колено, не знам како се аплицираат тие и ми кажа дека 2 пати годишно мора да се има ефект. Би сакала мислење од докторката во врска со тоа. Така. Ви благодарам за вклучувањето, повелете благодарам за професорка. прашањето, многу интересно, затоа што многу често веќе помлади пациенти добиваме во ординација нели со ваквите губи. Значи млади, каде што не очекуваме на таа возраст нели да имаат гонартроз. Пациентката даде податок дека интензивно вежба, колку што разбрав на орбитрик, аеробик и така натаму. Значи, прво и основно, пошто веќе сте направили соодветни исследувања, сте биле нели на консултација кај ортопедот, она што би дала јас шанса пред да примате нели овој вид на интраартикуларна терапија, да дадете шанса на физикалната терапија. Може би болката се јавила и заради преоптеретување, значи прекомерно вежбање, некогаш болката е информација дека нешто и сме го прекорачила, значи претерале, значи одморот ќе го каже тоа. И втора работа, треба да евентуално да дојдете кај нас и да процениме врз основа на клинички преглед дали кај нас вас може да се препорача нешто од физикалните процедури. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Да прашам, јас сум од 50, сега моментално имам 60 години. Од 50 години имам остеропороза. Од 5 врсти се тоа диагнози. Али многу големи болки имам, ми се чини дека ќе извршам самоубиство. Мускулатурата е тен ме болет, цела година не су подвижна надвор, вака да излезам само дома, седа се полудев затворена. Све какви лекарства, има магнетни и МГ и се што постои има направено. Викаат реума и 5 пршлени фатени и кичмениот столб изронат и од вратот 2 пршлени изронати од остеропорозата. И прстите ми се многу танки, ништо не може ни кромит да здроба, ни морков да извука, ништо не може и да јадење да направи. Дали е можно толку болки да има од остеропорозата?
Мускулатурата ми се чини дека ќе ми се искинат сите вени. Не су подвижна воопшто 2 метра да појдат негде. Само плача, се полудев, нигде со другарка не може да се здружа, нити пак некој кај мене иде. Така, сосема Немој да ме квалитетот на помниш. живот ви е нарушен, што Нарушен, може да. да се направи? Ви благодарам за вклучувањето. Што во ваков случај кога има Да. толку тешки тегоби, може Да. остеопорозата сетова, така? Видете вака, значи обично булката ја опишуваат како коскена булка и најчесто од грбот се шири нели према напред. Меѓутоа пациентката има 60 години и рече повеќе диагнози. Така. Значи врз основа на преглед и исследувањата треба ние да заклучиме што понатаму со пациентката. Верувам дека за овие тегоби има земано медикаментозна терапија. Меѓутоа таа аналгетска медикаментозна терапија не можете пациентот да ја зема неограничено затоа што си има свои и несакани нели непожелни ефекти. И најдобро би било пациентката во ваков случај, значи кога е стационарно да и се спроведе физикална терапија, да биде под надзор. Затоа што најверојатно речи имам повеќе диагнози, значи има повеќе коморбидитети и најдобро е за да имаме ефект во третманот и лекувањето, стационарно и евентуално да се спроведе физикална терапија. Меѓутоа треба нели Да се обрати да се обрати Кај и вас. ние кај нас и ќе дадеме соодветен нели совет што понатаму. Да. уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден, Добар ден. повелете. На Ве слушаме во програма, сте повелете. Кој е вашето прашање во денешната Телма амбуланта? поздрав до Телма амбуланта. Ви благодарам. Сакам да прашам, слушам дека магнетните појаси и стеги што се не биле корисни за срцето. Дали е тоа точно? Така. Да, убаво прашање. Да. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Што советувате во однос на магнетните Да, појаси? а вака видете. Значи, штетно е доколку не сме магнетна терапија да прима пациент кој што има пейсмекер. Значи, тоа е тоа. Затоа што Само ќе го доколку има демакне, пейсмекер. да. Меѓутоа, ке сите други срцеви потешкоти и нормално ако има потешкоти во смисла на ритамот на срцето. Значи, тука го одбегнуваме и не го препорачуваме магнетот и кај состојби кај што има освен срцеви, нели овој вид потешкоти и крварења каде што има. Значи, и таму не се препорачува магнетот. И затоа по искуство без оглед на кого да се обрати пациентот, ако се работи нели за нашата специјалност, значи ние како колеги добро го познаваме магнетот и можеме да му дадеме совет на пациентот кога и што смее, со кој интензитет и како да го прима магнетот. Значи, обично се исплашени, меѓутоа и си точно се знаат индикациите и контраиндикациите на магнетната терапија. Значи, конкретно, во случај ако е пациент со хипертензија, значи не е контраиндицирано да прима магнетна терапија. Значи, пациентот го каже општо прашањето, доколку нели има проблеми со срцето. Значи, само кај пейсмейкер и кога има нарушување на ритмот на срцето. За кој што сепак пациентите изимаат соодветна медикаментозна нели терапија ако е нарушена. Да. Професорке, кој тип на фрактури се најчести ке пациентите со остеопороза? Кои коски најчесто се кршат? Па видете, зависи од возраста. Значи, кај помладата, да кажам, популација, од 40 до 50 години, 55 еве, обично фрактура на подлактицата, на типично место. Тие се почести. А понатака со возраста, никаде над 55-65 години, почесто на рбетот, на пришлините на рбетот, а додека веќе над 72 години, подеднакво и кај мажите кај жените на колкот. Кога станува збор за крченица на пршлен од бара, тоа хоспитализација? Па видете, никаде бара и значи тука треба веќе по мултидисциплинарен пристап во третманот и лекувањето. Некогаш има потреба пациентот да биде хоспитализиран, да, и можеби ќе треба нешто повеќе да се направи во однос на тоа. Сега во принцип ако се работи за компресивна фрактура, ако е на едно ниво, пациентот може и амбулантски да се третира. Значи, зависи на колку пршлени се фатени. Значи, сепак тука бара веќе во зависности од тежината и возраста на пациентот.
Кога ќе се јават овие фрактури на колк, на рбет, подлактица, каде и да е, пациентите обично залегнуваат, почнуваат да лежат, се сплашат да станат да не им се скрши уште некоја коска. Така. Но лежењето дали може да влоши веќе постоечката остеопороза? Така, пациентот веќе се наоѓа како што велиме во маѓевсен круг. Да. Значи, седентарниот начин, лежењето заради болка, уште повеќе слабе мускулатурата, слабата мускулатура, придонесува до спазам, болка и така натаму. Да знаете, обично се препорачува краткотрајни, значи треба да биде физички активен онолку колку што може. Значи и давање на аналгетици, значи советување на движење, користење на ортопедско помагало, па дури има состојби кога треба да се консултира и психолог. Знаете, да не ни западне пациентот во депресија. Тогаш веќе ја губиме неговата соработка и веќе ќе имаме несакан крај. Но дел од пациентите го имаат овој психолошки проблем. Се предаваат, криваат да, криваат раце од себе и ние треба да, како медицински работници, нели, да вложиме напор да го извадиме пациентот од тој, да го мотивираме, од тој маѓевсен круг. Значи мора да ги исцрпиме сите ресурси во секој случај. Ако треба ќе се даде и антидепресиви. Знаете, тоа е тоа. Така да би требало да му се советува на пациентот да се движи онолку колку што може. Да. Особено се тешки кршениците на колкот. Каква физикална терапија се препорачува во тој случај? Се препорачува, видите, скршеницата на колкот е многу комплексен проблем. Денешницата има, нели, многу чини, го чини семејството, меѓутоа го чини општеството. Затоа и остеопорозата како болест, значи, на 4-то место во светот, токму ради низините последици. Третманот и лекувањето кај повозрасните, значи фрактура на колкот бара секако болничко лекување, оперативен третман и нормално веднаш после тоа следи рехабилитација. Меѓутоа препораката е рехабилитацијата да се одвива во специјализирана установа. Првата рехабилитација или во најблиското место на живење на пациентот, да биде под надзор на стручно лице. И секако, доколку лицето е повозрасно, го вклучува и семејството во тој процес на рехабилитација, затоа што во секоја специјализирана установа, нели, пациентот одреден временски период може да престојува, треба да ги стекне тие навики и да знае. И потоа да ги применува во секојдневниот живот, затоа што во специјализираните установи за физикална терапија имате и дел работна терапија, каде што пациентот, значи, прави вежби и движења кои што ќе му бидат корисни во секојдневните активности за скришување. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Нели користење на ортопедско помагало? Апсолутно, тоа е неопходно. Тоа е многу неопходно, да. Добар ден за гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма сте, повелете. Добар ден. Поздрав до докторката. Значи, вака, имам јас 57 години. Секој ден пешачам по сат и пол, два. И прашањето ми е, навечер кога ќе легнам и кога ќе ги соберам нозете и кога сакам да ги вратам назад, многу ме болат колениците. Ве молам, ако може да ми одговорите. Рековте имате 37 години, така? Колку кажавте, дека имате? 57. 57. Значи, што би можеле да направите? Она што прво треба да го направите, нели, е да си направите една рентген слика, време на колената, за да ја видиме состојбата, нели, на коската. Таа на нативен рентген најдобро, нели, може да се види. И понатака во консултација со матичниот лекар може да ве упати кај нас на физикална терапија. Најверојатно станува збор за преоптеретување во овој случај, меѓутоа сепак на оваа возраст веќе треба да ја видиме каква ни е состојбата на и рскавицата. Добро, не може толку да се забележи, меѓутоа првите дегенеративни промени се, нели, на коската, на колената, така да може да направите едно исследување и евентуално, ако има потреба, и на физикална терапија. Меѓутоа, пешачите секој ден и по час и половина, и сега дали тоа на рамно или на, нели, како типот на, нели, планинарење, да, и тоа, исто многу треба да значи, треба, можеби,
сега не ве гледам како личност, пошто ние физијатрите ја гледаме целата конституција, знаете, на пациентот. И тежината тука многу влијае на колениците. Знаете, он е еден од најфаворизирачките фактори за гонартроза, значи и тоа треба да се земе пред, значи еден преглед да направиме, па да дојдеме значи до сознание за што точно се работи. Значи, џогингот, прекумерното пешачење, сето тоа може да остави последици на колената. Па, самото тело кажува, знаете, вие може да џогирате, меѓутоа таа навика, ако не можете да почнете на 60 години да џогирате и да очекувате дека се ќе биде во ред, дека нема да има никаков сваќате, значи проблем. може да џогирате 5 да почнете со 10 на 15 минути. Ме сваќате и тоа постепено да се зголемува. Значи, видете, возраста, староста, како видиме, нема тука, се е релативно. Значи, многу зависи од повеќе фактори. Освен генот, нели, конституција и така натаму, виталност, навики што сме ги имале, затоа е најдобро да се започне во младост. Тогаш е тој начин на живот. Да то велат. Тогаш и се постигнува нели коскената, пикот на коскената густина е до 24. Што детството велат дека треба да се влие Тоа за да се спречи превенцијата, остеопорозата. правилната, да, исхрана, калциум, D-витамин, спортување на време уште во млада возраст, нели стекнување на навики, се создава пикот на коскена густина тука некаде до 25 години. Тоа е банка за во старост. Каква ќе направите квалитетна коска во младост, ќе си имате банка, нели, понатаму во старост. И тоа треба да се одржува. Но како што рековте, никогаш не е доцна. Не. Можеме да почнеме и подоцна. Да. И секако тоа ќе има бенефит. Да. Но еве не мора да се џогира, може да се пешачи, не прекумерно, можеби велосипедот е добра опција. Добра е опција затоа што тогаш нели нозете се во растеритна положба, а добро се одржуваат мускулите, може. Значи се препорачува. Али да има правилна положба нели на велосипедот. И тоа е многу битно за Каква е таа правилна положба? Може ли на кратко? И мислам дека може тука да се прикажат едни слики нели каде што рбетот не треба премногу да е нели прекумерно свиткан, значи да нема прекумерна флексија на трупот, во тој случај други потешкоти ќе има нели пациентот. Ќе го му помогнеме нешто, меѓутоа нешто друго. Ќе се оштети, ќе се направи некој друг проблем. Да. Јас ви благодарам многу за убавите појаснувања на денешната тема. Навистина корисни совети, нешто што секој од нас треба да го практикува за да го зачува здравјето на коските, значи покрај правилната исхрана, здравиот начин на живот, секојдневна физичка активност, појаснивте каква и убаво да седиме вака исправени со нозата, со двете стапала на подот. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на вас исто, пријатно ми беше. Се надевам дека ќе се видиме повторно наскоро. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Имајте пријатен ден.